На српските тајни служби во формирањето на некои македонски албански партии има најразлични шпекулации дека ДПА на чело со Џафери со Мендух Тачи е формирана од југословенските тајни служби. Повеќе влијание можеби имаше МВР, СДБ, некои од нашите формирањето на тие партии. Во формирањето на албанските партии, отколку некакво влијание од страна на српските. Слободан Богоевски јавно во Тетово изјавува: јас ја формирав ДПА, јас направив све да се раслои таа голема и мокна ПДП во тој период, која е единствена партија на албанците без малку. Видите, имавме лошо искуство со активностите на ПДП околу формирањето. Ја формираш ли Слободан Богоевски ДПА? Само да објаснам. Значи, околу формирањето, не после формирањето на ПДП започна активности за формирање на паравојни формации. Тука беше вмешано раководството на ПДП, Незвет Халили, Митка Темили. Имаш туку улога на КОС? Значи, информациите за формирањето на паравојната војска во Република Македонија дојдоа од службата за државна безбедност на Србија, односно од Косово. Тие дојдоа до информации за тоа и тие ги презентира на нашите служби и така започна откривањето на паравојната формација. Значи србите ни помага да го откриеме. Тогаш ни помогнаа. Дали Мендух Тачи и Арбен Џафери се соработници на службите? Не само на македонска, туку и на југословенската. Контакти имало со службата, имала контакти и со Арбен Џафери и со Мендух Тачи, но не биле на ниво на соработка, значи како соработници, но имало контакти. На ниво на стратешки партнери. Стратешки партнери во смисла на нивно охрабрување да влезат во идејата за формирање на нова политичка партија и мислам дека тие контакти со МВР почесто беа со Мендух Тачи, отколку со Џафери.